Од 20 до 22 јуни ќе содржи првата тату конвенција во Битола. Токму Александар Боровичанин ни доаѓа од Битола, организаторот на оваа тетовирачка конвенција или тату конвенција. Да слушнеме Александар што ќе се случува и добре ни дојде во Скопје. Добре најдов, мило ми е што ме поканивте. Да, би сакал да ве поканам вас и сите останати на првата тату конвенција во Битола, интернационална конвенција со надпреварувачки карактер. Ни доаѓаат артисти од Македонија и странство, ки има околу 30, над 30 артисти. Исто ки има хендмейд артисти, ки има графити артисти, целодневна програма и исполнета со музичка програма покрај другото. Така да ќе биде интересно, ќе биде забавно, веќе имате смислено како ќе се одвива целата таа тату конвенција. Рековме од 20 до 22 јуни, односно викенд, петок, сабота, да, недела. Сабота и недела. Што ќе се случува? Па имаме стварање и креирање на уметности од различен карактер. Отварањето ќе биде во петок во 14 часот за посетители, а сабота и недела ќе биде од 12 часот, така да ќе можат сите да дојдат и да проследат тоа како све се одвива. Каде ќе биде локацијата? Локацијата ќе биде во хотел Епинал во Битола. Така да после секој ден имаме као награди, тоест доделување на награди каде тату артистите ќе се надпреваруваат во одредени категории, одредени стилови на тетовирање и ќе има стручно жири кој ќе ги оценува и истите ќе бидат наградени. После секој ден исто имаме афтер парти во Камарите бар, така да можат да дојдат и таму, така што ќе се дружат со нас и со Супер, значи отворено е местото да дојдат посетители покрај тату артистите кои што ќе учествуваат на надпреварот. Да. Добре. Кажи ми како е замислено, колку време ќе имаат да тетовираат, што ќе тетовираат, кого ќе тетовираат, како се тоа е замислено? Прво од Македонија да прашам колку тату артисти има. Па од Македонија мислам дека ќе бидат околу 20 и неколку, точната бројка не ја знам, али да, другите останати се од надвор од Македонија. Најчесто тату артистите си носат клиенти или исто ќе можат да си најдат клиенти од Битола или од Македонија. Од самите посетители кои би сакале исто да добијат тетоважа од некој од артистите што веќе доаѓаат од другите градови или од другите земји, имат прилика во Битола, место тие додат во студиото на артистот доаѓа во Битола каде што ќе можат да добијат тетоважа од артистот доколку му се бендисва тоа како работи, стилот и така натаму. Супер замислено, одлично замислено, и така ги поканиме сите гледачи кои што не следат од сите градови, не само Скопје или Битола, од сите градови да дојдат во Битола. Рековме 20, 21, 22 и да следат таа тату конвенција. Ги споменавме наградите, време траењето, колку временски ќе имаат период за да насликаат една тетоважа и од каде воопшто целата оваа идеја, сакав да те прашам Александар, зошто тату конвенција во Битола, како дојде? Па вака, ајде да почнеме со времето. Значи, категориите во кои што ќе се надпреваруваат тату артистите ни се наместени зависно од тоа колку време му треба. Тетоважи кои би биле кои би можеле да бидат изработени во пократко време, тоа ќе бидат во првиот ден, за да има доволно време да се заврши. Останатите категории кои му треба повеќе време за изработка, ќе бидат во вториот и во третиот ден, така што артистите ќе работат 2 или 3 дена на една тетоважа. Се дешава некојаш примери 2 артисти или 3 артисти да работат на една слика, тоа исто може да оди во категорија на колаборација, каде што се мешаат 2 стилови и како еден конечен дизајн, како една конечна слика. Така, супер, одлично, нека си се спремат тату артистите, верувам дека веќе се подготвени за таа конвенција. Од каде идејата воопшто? За прв пат во Битола да се одржи ваков вид на надпреварување? Па, мислам дека Битола заслужува да има нешто од овој тип, од овој карактер и мислам дека идејата првично е заради нас артистите. Пред се има дружење, има запознавање, има разменување на искуства, можеме самите да видиме кој како работи, да добиеме некои техники, и така натаму. Така за тату артистите да биде еден интересен ден.
Бидејќи ти татовираш, ќе бидеш ли ти таму присутен како артист? Да, мислам ќе бидам присутен како дел од организација. Не се надпреваруваш? Нема да се надпреварувам, ќе Добро. се потрудам да си поминат најдобро што можат гостите. Така. А бидејќи татовираш, ќе искористам оваа прилика да те прашам која е најинтересната тетоважа Александар што се ја направил, бидејќи немаме многу време да зборуваме воопшто за тетоважите, нешто што ти останало во сеќавање без разлика поголема, помала тетоважа, си уживал во таа изработка. Што било? Па имам доста интересни тетоважи што сум ги работел досега, не знам ако можам вака ете кратко да издвојам, би било цел грб со индустријска градежна зона. Значи цел браво. грб со работници како наздравуваат и позади багери, кранови, вилјушкари и така натаму. Тоа ми Сето било тоа нешто, успеа на цел грб, да? невообичаено. Па да, мислам грбот има доволно површина за да се изведи нешто. Супер, браво за храбриот кој што ја насликал Во таа секој случај, тетоважа. да. За крај совет како да ги одржуваме тетоважите во летниот период, бидејќи доаѓа период кога сакаме да одиме на море, на сонце, велат треба да се одржува тетоважата, да не избледа или ако е таза тетовирана, нели да не се изложува на сонце, колку има вистина во тоа, совет. Па има вистина да, да не биде една недела после термин да одиме на одморот и во таа ситуација ќе си го заебиме или одморот или тетоважата. Од друга страна мислам дека можеме да ја заштитиме најдобро со фактор, ама некој добар, јак фактор над 50+. Добро. Така да мислам тоа е доволно. Да се Добро, заштити, одличен. да. Одличен совет за оние кои што имаат тетоважи да ги заштитат или пак кои што сакаат да се тетовираат. Уште еднаш покана до сите, 20 јуни се гледаме во Битола на тату конвенцијата, рековме до 22 трае или целиот викенд. Целиот точно 20 до 22, петок, сабота, недела, на 22 имаме као главно афтер парти во камарите, така да дојдете и таму да се дружиме. Така. Поздрав до тебе, ти се враќаш за Битола, ние си остануваме во Скопје. Поздрав до вас. Така.